на сите и добре дојдовте на овој несекојдневен и многу интересен настан. Зошто? Бидејќи од економска природа. Ќе бидам ептен краток за тие кои не ме познават. Миленко Стојановски од Битола. Во овој бизнис сум повеќе години, преку 7 години, мислам во предприемништво, а во Solar Group една неполна година истражување, 2 години нешто активна работа или околу 3 години. Моментално кариерно ниво и место, партнер и експерт во Solar Group. Бидејќи бев пред 2-3 месеци поканет од компанијата во Москва на второто поред меѓународно собрание, каде се одржа во Москва, среден Москва викам, и таму носаме ни големи импресии и впечатоци, што ми е чест и привилегија овде да ги пренесам. Што тоа значи? Тоа значи дека имаме компанија која е број 1, меѓународна, глобална компанија, тоа е бренд од моторите на Дујунов, кој што е во фаза и период за целосно и дефинитивно пуштање во работа, со работа до плафон на небо за потребите на светскиот пазар. И идниот проект, тоа се цепелините или популарно воздушните бродови. Тука стои академик Александар Кирилин, кој што го спремал цели 25 години. Значи имаме моторите на Дујунов кои ќе бидат поштедливи или ќе трошат енергија помалку за 40%, кои ќе ја спасат, а со тоа ќе ја сочуват екологијата на планетата Земја. Исто така воздушните бродови на Александар Кирилин, неговата емисија што ќе испушта, ќе ги користи моторите на Дујунов, ќе биде нула. Значи и едниот и другиот проект се со максимално хуман карактер, бидејќи воздушните бродови ќе вршат транспорт на луѓе и стока во цел свет. Така да се работи за два многу значајни проекти. Но на сам почеток ќе дадам поддршка или логистика на првиот претходниот говорник, тоа е Оливер Солунчевски, кој што навистина имаше прекрасна презентација и од него богави слушнавме преубави зборови и точни одговори. Од сето она што го пренесе и што го објаснуваше во текот на презентацијата, разбравме дека со овој проект се промовира технологијата на комбинирани намотки Славјанка. И дека со крајот на изградбата на проектот и почнување со работа не значи крај на проектот, напротив, тоа е само почеток. Во светот престануваа со работа големи, па дури најголеми градилишта, пропаѓаа многу капацитети фабрики, но Совелмаш одеа напред. Напротив, ја забрза изградбата. Иновативниот проект Совелмаш му овозможи на еден тим инженери од Русија, начело со првиот човек, а тоа е Димитри Александрович Дујунов, да дизајнират електромотори од новата генерација со комбинирана технологија на намотрување. Никој друг не се осмели да го создаде тоа што го создадовме ние. Првиот човек, Дујунов, тука мисли дури и во проектот на аголна бруселка, со асинхрон погон, на таков план, на такви фреквенции, со тие фреквенции. И отворено ги прашува светските умови. Покажете ми една за пример. Го нема. Да, има еден ДЛДС, тој е направен на електрична енергија, користи неодиумски магнети, тоа е скап материјал, но цената е повеќе од 60.000 рубли. И отворено кажува, кому му треба тоа? Според мене, секој паметен, секој умен и мудар човек, кога ќе ја слушне информацијата за овој проект, кој што е во светски рамки, и дека со овој проект се нуди, поточно му се нуди најхуманиот гест за човештвото на планетата Земја. Реков по мене, тие паметни, умни и мудри луѓе ќе бидат воодушевени до крај. Тука не мислам да се иземам себе си или самиот себе, па да бидам надвор од сите тие случувања. Напротив, и јас кога ја слушнав информацијата за овој глобален проект, за овој голем и преубав бизнис, искрено одлучивме да влеземе во кампања, да работиме во рамки на нашите можности и способности, за да помогнеме во целокупната работа и да може да ја постигне целта една оваква личност како што е Димитри Александрович Дујунов. Денес не е баш лесно да се живее и да се преживее како што е Нью Делхи, Бомбај, Мобај, Пуна, каде што има ужасна загаденост. Таму на сред бел ден сонцето не може да се види. Да, се гледа како низ темно стакло во темно жолта боја како месечина.
Но тимот инженери, начело со првиот човек, знаејќи дека колку побрзо ја внесат технологијата таму, толку побрзо ќе ја спасат екологијата и луѓето во тие градови и пошироко. Но со привлекување и прибирање нови инвестиции од нови инвеститори е здиво за компанијата за целосно и дефинитивно пуштање во работа. Се извинувам. Со тоа, значи дека можете да учествувате во овој проект, да добиете удели во бизнисот што се создава пред ваши очи. За наша среќа се уште има прилика за овој бизнис. Со купување на акциите, последователно би требало да се случат три убави работи, каде сакам и морам да ги набројам со ред. Првата последователна убава работа следува во догледно време или блиска иднина ќе се отвори интерна берза, тоа е внатрешна берза на компанијата, каде ќе се појават нашите удели. Оној кој ќе одлучи да тргува или да продаде удели на таа интерна или внатрешна берза, би требало, со сигурност би требало да ги продаде на повисока цена од цената која сега ги купуваме. Нешто што навистина е за почит. Втората последователна убава работа, која би требало да се случи во месецот април секоја тековна година ќе не следува исплата на име дивиденда. Дивидендата нема да биде за ден, два и три, ќе биде за веки навек. Нешто што навистина воодушевува. И третата последователна убава работа, која би требало да се случи, најверојатно ќе се случи после една комерцијална година или економска оправдана година, каде веќе акциите на Совелмаш излегуваат на надворешна берза и со цена повисока за десетици пати повисока од цената која сега и купуваме. Нешто по мене што навистина возбудува. Тука веќе би имале сооднос 1:100 или за 100 пати повисока цена. Но бидејќи знаеме дека секој еднаш пати е 100%, ќе си земам за право и ќе си дадам за слобода, за да направаме една мала, но весела математика. 100 пута 100, кога ќе додадам 2 нули, математиката не дека ми е родена сестра или некому душман, ми дава точна цифра и бројки 10.000%. Реков нешто што навистина возбудува. Ова нека види во делот, во првиот дел, бидејќи мојата презентација ја поделив на два дела каде сакам да преминам малку и во предприемништво. Бидејќи ќе дојдеме овде, ќе објасниме техничкиот дел, компензацијскиот дел и некој сака, не сака и ќе си отидеме тоа. Меѓутоа, ова работа и овој бизнис нема да го сработи, нема да може да се сработи, нема да може да се пренесе без предприемништво и без предприемачи. Поточно ќе преминам во делот кој што инспирира, мотивира и стимулира за тие кои ќе одлучат да ни се придружат, да ни се приклучат во ова професија, во ова работа, односно во мрежниот маркетинг. Исто така сакам да се доближам до вас со една друга содржина, односно со следното. Ако не ви се допаѓа како стојате работите пред вас во животот, еве прилика и можност, променете ги. И ако навистина сакате нешто да направите, ќе најдете начин. Ако не сакате, ќе најдете изговор. Афирмација без дисциплина е почеток на заблуда. Дисциплината е мостот помеѓу целите и достигнувањата. Мора да бидеш самодисциплиниран во бизнисот ако сакаш да успееш. Добив целосна информација како да влезам во бизнисот. Едно е да влезеш во бизнис, да стартуваш, а друго е да го водиш бизнисот. Успехот не е нешто посебно и не е ништо повеќе од носење едноставна одлука. Личната одлука е ретка појава. Сите, ама без друго, сите ќе се соочиме со вистината и сите мора да страдаме со една од овие две работи. Болката на дисциплината или болката од каење и разочарување. Во свет полн со омраза и во свет полн со сомнежи, мора да може да се надевате и мора да може да верувате. Критиката доаѓа од злото, обид да се омаловажи она што го правите и напредувате во бизнисот. Во нашиот несигурен свет нема ништо потешко за постигнување и кревкост до вербата. Најголемиот затвор во животот на луѓето е стравот од тоа што другите мислат. Прашањето што другите мислат мора и треба да биде на последното место. Она што другите мислат за вас не е ваша работа. Ич да не ви е гајле што другите мислат, ама суштински да ви е гајле што вие мислите.
Оти вашите, а не туѓите мисли ќе го одредат вашиот живот. Внимавајте кого слушате. Незнаењето е зло. Носење одлука од незнаење е уште поголемо зло. Одлучување во име на други без да се отстрани сопственото незнаење е служење на ѓаволот. Бегајте од оние кои не знаат, а не знаат дека не знаат. Аналогно го имаме знаењето. Еден од најголемите подароци што можете да дадете или да понудите некому е знаењето. Знаењето е иднината, знаењето е новата валута. Интелектуалниот капитал секогаш ќе го победува финансискиот капитал. Стоките и услугите континуирано ќе девалвират, а на знаењето постојано ќе му расте цената. Ова е она што ме буди наутро. Извини. Реков, ова е она што ме буди наутро. Потрагата да се направи само една лично средња. Еден по еден човек, но секој ден. Не морам да правам илјадници различни работи. Треба да направам еден потек само 1000 пати. И ова е веќе на моето конто. Лао Цу напиша, дури и патот до 1000 започнува со првиот чекор. Но и секој нека го направи своето. Но што е тоа што треба да се презими, да се направи, да се отпушти првиот чекор? Тоа што треба да се направи не е тешко да се одговори. Носење одлука. На ова одговор дава Тони Робинс. Секоја вистинска одлука се мери со фактот дека сте презеле нова акција. Ако нема акција, вие не сте одлучиле ништо. Животот и бизнисот е една голема угодница, а уште поголема удобница по која трчаме цел живот. Животот е нешто како шведска маса. Некој зема колку сака, други колку можат, едни колку совеста дозволува. Животот вели направи добро или направи простор, но не баре изговори. Животот е за моменти, не ги чекате, создавајте ги. Бидете благослов на другите и вашиот живот ќе биде благословен. Најтешкото училиште е училиштето на животот. Не можете дури ни да измамите, затоа што никој друг нема ваша опција. Мојата филозофија во бизнисот, односно во мрежниот маркетинг, е изградена околу идејата дека може да имате се во животот, се што сакате, само ако им помогнете на другите луѓе да го добијат она што го сакат. Ова е универзален принцип, се применува во целост со 100% и во работата на Solar Group. Според Карнеги, финансискиот успех не зависи толку од знаењето што го поседуваме, колку од способноста да ги изразиме своите идеи. Да преземеме лидерска улога и да го поттикнеме ентузијазмот кај луѓето. Успех е да го добиеш она што го сакаш. Среќа е да го сакаш она што го добиваш. Обидете се да го добиете она што го сакате. Во спротивно ќе бидете принудени да го сакате она што го добивате. Научете сами да ги правите работите. Пари, расположение, атмосфера, среќа, се сам. Ова ќе биде подобро и ова ќе биде поуспешно од секој друг бизнис. Ние сме своји магионичари и своји изведувачи. Еве ја главата, еве ги рацете, еве ја идејата и желбата, само напред. Да знаете дека овој бизнис, дека овој концепт, дека оваа компанија ќе биде и со нас и без нас. И со Македонија и без Македонија. Ако одлучите ова да биде со вас, тогаш мислам дека тоа ќе биде вашата најдобра одлука во животот. Не можете да одите кон целта со врзани очи, а не можете да го најдете вашиот сон без да имате соништа. Имате две опции. Првата опција е да размислуваш и втората опција е да следиш поуспешно тебе во областа во која сакаш да успееш. Кога сам размислуваш, знаењето ти е базирано на твоето досегашно искуство. А кога следиш поуспешно тебе, знаењето ти е базирано на поуспешно тебе. Неодамна видов во еден пост на Рената Литвинова од Русија дека измислила дизајн на часовник во кој има еден час повеќе на бричајникот. Јас би бил алчен, би додал 3. Зошто? Точно за работа само со Solar Group. Дали имате време да го направите она што немате време? Твоето не треба и не мора да правите грешки дека знаете најмногу во светот за овој бизнис. Никогаш да не влегувате во глупави ситуации. Не мора да ги импресионирате сите дека имате репутација како најдобар, највреден, најспособен и најуспешен во овој бизнис. Бидејќи знаеме дека еден и највреден во овој бизнис е првиот човек на компанијата и рековме се вика Димитри Александрович Дујунов.
И ќе завршам со следното, па тоа нека биде резиме за моето денешно презентирање пред вас. И секој од нас, посебно поединечно или индивидуално, има можност да размислува, да расудува и да одлучува за својата иднина. Ние сме малку поразлични. Не постои компанија на планетава како нас. Нема заедница како нашата. Ние сме една единствена компанија која ја разви, ја има и ја последува технологијата Славјанка. Технологијата Славјанка сама по себе има за задача да ја спаси, а со тоа да ја сочува екологијата на планетата Земја. Не ја пропуштајте ова единствена шанса овде и сега и денес. Од мене за денес толку, ви благодарам на внимание.